Добро вечер, добро дојдовте во нова Кавга со Иван на Кавга со Иван. Вечерва имам гостин кој што ми е и колега и пријател. Многу е тешко кога треба да се кавгате со пријатели, но знаете како е служба, дружба е дружба и така ќе биде и вечерва со Богдан Илиевски, малце подоцна ќе ви го покажам Богдан, но пред да почнам со него мојата да ви кажам едни-две работи кои што мене лично ми значат да ви ги соопштам, затоа што сметам дека има сериозен јавен интерес. Првата работа е тоа што направив обид за дуел во критичната, да не речам клучната точка за овој изборен процес во албанскиот блок. Мене ако ме прашате, но и сите оние кои што се држат до себе дека се некакви аналитичари на политичкото битисување во Македонија, велат дека Чаир е клучната точка, или јас што би кажал, тоа е one-to-one фудбал меч. Го имате Меси, го имате Роналдо, и сега Меси ако тепа ќе се тепа екипата на Меси, Роналдо ако тепа ќе тепа екипата на Роналдо, и затоа побарав од двајцата кои што се таму најглавни и најконкурентни во оваа битка да направиме еден дуел во само вистина, значи нека и мене во само вистина. Изет Меджити прифати, Бујар Османи не, што ме разочарува, морам да признам сериозно, затоа што од позиција на опозиција одбива да дојде, но знаејќи ги капацитетите на Бујар, сметам дека до крајот на кампањава ќе се одважи и ќе собере доволна храброст да се појави на дуел со Изет Меджити во само вистина, но тоа не значи дека можеби јас нема да бидам водител на тој дуел, така да не е важно каде ќе биде, нели? Тоа е првата работа. Втората работа е она што во последните неколку 3-4 дена Левица артикулира еден наратив за некаква неправда. Не знам дали си ја пеат на песна на познатата Лева патика неправда, но факт е еден кој што сакам да ви го кажам. Една од причините зошто фуфкофобичарот не доаѓа кај мене е токму оваа приказка, која што на една од двете наши средби ручеци ја зборевме, каде што му реков: фуфкофобичару, нели приметуваш дека ова се случува, дека еден ден кога ти ќе имаш 5 пратеника и повеќе, тебе ќе ти се случи? И да не ви кажам кој беше одговорот, беше многу прагматичен во тој период од таа временска дистанца, но сега гледаме дека не било. Јас само би го прашал, се согласувам дека не е во ред, значи да немаме дилема. Се согласувам дека не може да се прави дискриминација за една група на пратеници во собранието кои што имаат 5 и повеќе пратеници, има така наречена пратеничка група. И, нели, зад мене тоа е дискриминација затоа што законодавецот не ги препознава и вели за вас ке нема средства за медиумска кампања. Тоа се согласувам. Независно дали е Левица, Лекица, кој да е, утре за утре. Но, истовремено, не може никој да ми каже дека доктор по правни науки, гениалец по правото, за мене Кант, вистински Кант, да не ме свати погрешно, Имануел Кант, филозоф, Гилгамеш, еве како сакате повеќе, да не го забележи тоа од 2020 година кога поточно стапува на сила оваа норма и да не каже чекајте што се случува. Истовремено, кога се распишуваат изборите, овој истиот Кант, Имануел Кант, нели, да не го забележи да каже на време пред 2-3 месеци за да може сите институции, меѓу кои медиумите, јас ки излезам ќе речем, да, фуфкофобичару во право си, треба да се вметне ова внатре, независно дали ти ќе имаш кампања на Канал 5 или нема да имаш. Значи, тоа се тие двете работи кои што сакав да ви кажам. Одиме сега со човекот кој што јас си го викам Богдан, многу ми го викаат Бетмен, не знам зошто, мене многу ми личи, значи страшно ме потсеќа на Бетмена, оној суперхерој на Марвел. Добро вечер за Богдан Илиевски. Добро вечер и фала на покана, чест ми е што сум тука. И тешко е после ваков вовед да задржам сериозен мут, ама ајде, може би ќе влеземе и во сериозниот мут. Ја бев многу сериозен и за моментот на Кант, зборував за Имануел Кант, познатиот филозоф германски, фуфкофобичарот го знаеме тука, нема што јас јавно си го викам, нека не можеш, види, јас жалам кога луѓето имаат страф од стравот. Тоа е, претпоставам, страшна работа. И веќе сакам да направиме една дивизија во Канал 5 фармацевска, каде што ќе произведуваме фуфкомицин. Да сите оние кои што се плашат, кои што имаат страф од стравот, да си земаат терапија, да дојдат дека ќе. А не знам зошто би имал страф од стравот, нели? За да не го цитираме Петре. Чудни се Божите патишта. Чудни се политичките патишта. Јас и ти, кои сме јас и ти да судиме зошто има страф од стравот, нели? Во право, да. Ама ако споредиме демонстрирана храброст
на Facebook или не знам, на Ама, говорница. сега, тоа ти е исто, сега во последно време, последните 7-8-10 години многу не се популарни оние журки на времето што беа почетокот на 2000-тите за 1 април, кога луѓето ставаа маски и тоаш беа најхрабри. Знаеш, ке поминевме ги луѓето, па ќе ти дофрлат нешто што верувам дека кога ќе немаа маска немаше тоа да го направат. И сега тоа е со тастатура. Сега ги имаме keyboard heroes, што би кажала американците или во Македонија, луѓето се храбри. За жал, социјалните мрежи дозволуваат анонимуси, дозволуваат секакви ботови, што мислам дека ќе треба да се смени во интерес на вистината, не, нели? Тоа е така, иако е малце комплицирано и тешко да се регулира интернет. Со исти маки се среќаваме јас и ти и обичен корисник, Така како е анонимуси. Но да те прашам, побогу зошто? Што, зошто Бетмен, зошто... Зошто те викаат Бетмен кога си имаш убаво име? И откаде тебе Бетмен? Види, околу, да, после имам и контрапрашање како па ти личам на Бетмен, но Тоа беше сарказам, претпоставам го прочита го прочитаме ги, апсолутно не ми личиш на Бетмен. Добро. А околу името, ајде, Богдан е навистина убаво име. Убаво име имаш. Убаво име, ама кога бев мал, например, сите ми викаа Боби, бидејќи... Од Богдан скратено Боби, Боби, да. Боби, бидејќи прво тргнале со Богданче и баба ми покојна рекла никако Богданче. Тоа е Боби. Деминутив зошто за така да е? Тоа е Боби. И бев Боби цел еден живот, дури не дојдов на факултет. Знаеш, кога веќе менуваш средина, менуваш град, менуваш луѓе и професорите, нели, ти се обраќаат, како што ти се обраќаат. Бетмен сам си го смислив како прекар, како алиас, онака, одиграл шега. Некакво алтер его твое или не? Не, само Бетмен има алтер его, односно Брус Вейн има алтер его. Добро, да не викам твој да не е Не, беше чисто тоа го имам испомнато. Чисто на Facebook кога објавував нешто на времето бев Боби Илиевски, како еден друг денес славен корисник на. Но пак е продолжи. Но поентата е формата на изразување ми изгледаше чудна. Боби Илиевски мисли дека, не знам, времето е врнежливо, дуи ќе победат, оваа вода е неубава и така натака. И ми требаше нешто во форма Сајмон Сес. Да, Сајмон Сес. Да. Сајмон Сес и сега да не е Сајмон, нели? Бетмен. Тогаш мислам беше двојката на Крис Нолан. На Крис, аха. Многу ми се допаѓаше. Се допаѓаш, да, многу. Таа варијанта двојката, така? Двојката, со Хит Леџер, тоа беше врвното дело. Но побогу зошто? Вечер ќе те прашам најчесто, ако не и цело време, со прво ќе почнам побогу зошто. Побогу зошто продолжуваш и понатаму со она што го кажа кога јас бев кај тебе, моја перцепција, моје видување, така наречена облюбова врз немокно политичко лице, односно членови на немокни политички лица и понатаму. Повторно ти се на таргети СДСМ, еве сега гледав и Венко Филипче, Али Ахметите видов, значи морав малце да погледам малце повеќе и мило ми е малку што тој стендап дел си го смал, си го скусил да им даеш повеќе шанса на гостите и ако веќе имаш гости кои што мислам дека и ручек ти прават таму кај тебе, историчари и така натаму, мене не знам. Многу драго видени гости ми се историчарите. Ништо не велам, него само сакам да ти кажам дека фреквенцијата, динамиката на појавувањето кај тебе е толку брза и просто неверојатно да не знам дали се случува нешто во Америка и во Газа по тој период за да тие пак дојдат кај тебе. Но Знаеш зашто, да. Знаеш зашто? Затоа што не ми се важни прашањето историчарите. Зошто продолжуваш и понатаму ние кога јас бев кај тебе детерминиравме дека ти си човек на ВМРО ДПМН и ти ми дозволи и претпоставам дека вечер ќе ми дозволиш да се реферирам кон тебе како ВМРО ДПМН. Затоа што знаеш како сега во Facebook дискурсот сега овој од ВМРО и се обидам да им напишам човекот не го крие тоа. И многу е почесто, ако мене ме прашаш, многу е почесто туку да бидеш да инклинираш, нели што е модерно да кажеш. Јас ги имам ставовите кои што ги имам. Јас сум бил член на извршен комитет на ВМРО ДПМН. Ама си уште член, претпоставам на партијава. Се разбира. Па нормално. Многу долго. Долг период си член на и значи слободно можам да се реферирам према тебе како ВМРО ДПМН кога зборувам за политиките на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е не како член поддржувач и така натака, да. Не сум портпарол, не сум функционер. Не, да еве да симплифицирам. Ако кажам вие од ВМРО ДПМН нема да сгрешам. Никаков проблем. Немам јас со тоа. Дали ќе сгрешиш, не знам. Но проблем немам никаков. Сега те прашам, побогу зошто? Побогу зошто година и пол вие сте на власт, ВМРО ДПМН, и побогу зошто година и пол упорно вршиш облюба врз СДСМ.
Каков е наративот на СДСМ на СДСМ визави ВМРО кој што може да креира и да генерира некакви промени? Сметаш ли дека СДСМ е во позиција да генерира некакви промени од оваа сегашна позиција која што има? Денес не, но во некоја иднина да, бидејќи работите. Зборам за денеска. Ама облюбата правиш денеска. Ја правам зошто ќе ти кажам, бидејќи знаеш како тоа ти викаш не се кирај, мислам с крај да. Не се кирај за година дена. Не, види зашто се работи. Политиките кои што ги тераат во однос на надворешната политика, бидејќи јас имам неколку точки. Не може ти да терат политика надворешна, може да се предјават. Нема предјавување во Македонија. Како нема? Кога нема. Што викаше Заевка и Муки Зекири, погрешивме со политиките на патриотизмот, чесно е да се извиниме, чесно е да признаеме дека не ни доликува да сме патриоти. Кај Муки него тоа го кажуваш и во Богданци или не знам Валандов кај беше таму, дека ќе да живи луѓе и така натаму, дека нас кишма ќе биткаат. Валандов или Радов. Валандов нешто беше, Валандов ќе да беше. Но кај Муки Зекири јавно на телевизија, нели, предјавувајќи се, односно најавувајќи какви ќе се идните политики, барајќи сојузници и така натака, во меѓувреме терало на операција. Не е кампања, не, ова е 11-та, 12-та, не, зборам кампања како термин, значи тоа не е предјавување, тоа е кампања. Знаеш која е мојата теза? Дека СДС не знам зошто го прават тоа, сметам дека не им е полезно по никој основ, но сакаат некому да пратат порака и на домашна и на меѓународна јавност, дека ако ние добиеме прилика, поддршка, кураж како што обично тие добиваат кога доаѓаат на власт со некои специфични операции, тогаш ние ќе влеземе во процес на промена на устав како што од нас бара Бугарија. Значи ја покажуваат отвореноста кон тоа. И јас сум ригорозно против таквите политики. Ригидно, не ригидно, ти си ригидно против. Ама и ригорозен сум. Добро, ама да те прашам, гледај, сега овој стап кој што ти го споминаш, кој што нели е нарација во некоја рака на актуелното претседателство и президиум и претседател на СДСМ, тоа важеше и пред 2 години, и кога беше и пред 3, пред 4, кога беше и Ковачевски, кога беше и Заев. Да. И не ми е јасно зошто очекуваш дека тие ќе сменат таа нарација. За тоа се случи, мене ако ме прашаш, треба ли да сегашниот или некој друг или било кој што е претседател на СДСМ да каже: дами и господа, мои членови на СДСМ, наши членови на СДСМ, и јас се оградувам од политиките кои што беа водени од 2017 до 2022 Точно. И не се согласувам од ова. Точно. Но реално, побогу зошто? Зарем ти мислиш дека тоа ќе се случи во СДСМ? Јас мислам во мислиш дека постои кај нив момент на катарзичност каде што некој ќе направи катарза вистинска? Очигледно не, види, после изборите лани имаше најави, нели ги научивме грешките и така натака. Под грешките едно од неголемите им беше што одеа против 80% интересот, барањата на 80% од македонскиот народ. Нели не викам од сите граѓани на земјава, на анкетите така беше. 80% го даваме како парадигма, некој дека така. сме не. И сега отидоа против 80% од народот, рекоја да ги научивме грешките и после 3 месеци овој излегува и вика: спремен сум да ја жртвувам својата политичка кариера за да влеземе во уставни измени како што бараат комшиите од нас. Така да очигледно не ја научиле грешката. Но во македонскиот политички блок во моментов не постои друга сила. Дури сега тажна е ситуацијата. СДС и левица се барабар. Во некои скопски општини левица е над СДСМ. Но еден ден ќе зајакне некој од нив или ќе се фузираат, можда не знам што ќе направат, и ќе бидат конкуренти предизвикувачи на актуелната власт, што е сосема легитимно и е демократски. Но побогу зошто, па да те прашам, зошто ја гледаш чешмата од која што капе, а не ја гледаш чешмата што би рекле пилепчаните од која што џрџа? Види, СДСМ и левица не се на власт. ВМРО, вие сте на власт. Добро. Еве тебе да те прашам. Ајде. Побогу зошто? Зошто не го решаваме проблемот со почеток на преговорите со Бугарија? Јас кога бев кај тебе, ја ти споминав, јас се уште јавно го тврдам тоа, дека ние треба да бидеме вистински политички, обштествени, како сакаш наречи манги, и да понудиме начин како ќе ја реализираме врската која што неволно, не во моје име, сигурно не и во твое име, некој ја прифатил, што е крајно некоректно, и дури да не користам некој друг збор какво е, но кога веќе еве не сакам да кажам ја и предамнички, но еве ако веќе го направиле и ако веќе мене и тебе и сите ние кои што вечерва гледаме, дали се согласуваме со тебе, со мене, со СДСМ, со Роман, ирелевантно, ја презеле улогата на одлучувачи. Така значи тие одлучиле во наше име, без да не прашат. Јас стално плачам и урлам по тој најдиректно демократски капацитативен момент, а тоа е референдум.
Зошто да не го исползуваме кога ни стои на располагање? Сега те прашам, кога ВМРО веќе е тука, кога ВМРО, ДПМН, твоите и нашите ВМРО, затоа што види, таа е влада која што сега е твоја, но и моја. Така е. Ја сакал, не ја сакал, тоа е друго 20. Таа е владата која што е моја, која што треба да ги застапи моите интереси. Сега, ние сме веќе година и пол во некаква лимбо ситуација која што мене ако ме прашаш, од кога дојав кај тебе, јас променив еден мој став од кај тебе. Не знам се сеќаш кога ти реков, јас очекувам само од Црна Гора да влезам. Јас сум веќе убеден, речиси 100% дека и Албанија ќе влезе од следнава причина, затоа што и НАТО и ЕУ сака да го затворат и Јадранскиот брег и да имат комплетна контрола на Јадранскиот брег околу Јадранот, а тоа се Албанија и Црна Гора. Да признаеме, тука има и Босна, еден многу мал дел, ако знаеш што е Неум, нели? Да, но мислам дека тука тоа воопшто не им прави никаков проблем, никаков предизвик не е за НАТО. Но од стратешки причини дека би ги внеле. Би ги внеле, да. Како што влегле Бугарија, Романија. Така, но Албанија и Црна Гора. Сега, двајцата сме доволно паметни, доволно ја следиме светската и особено европската геостратешка позиција. Нели мислиш дека ако ни се случи, ќе се случи, јас сум среќен ако моите соседи Албанија влезе. Значи мислам дека ова сега што го прави Бугарија за нас ќе биде лолипоп, лижавче или јојо, како сакаш. Не сум сигурен. Не гледам каде, би сакал да чујам каде мислиш дека би можеле тие да настапат. Еве сега ќе ти кажам. Прво ќе ти речам, ајде да видиме албанскиот јазик каков третман ќе има во Македонија. Значи албанскиот јазик во Македонија. Значи ајде да видиме сега дводомен парламент. Тоа е веќе мешање. Не, дводомен парламент не може да бара како услов за влез во Европска унија. Таму нема тој да го бара, ќе го барат нашите тука. Добро, ќе нема да го добијат. Ама добро, јас ти кажам дека има два. И Албанија ќе рече вето за Македонија бидејќи нема дводомен парламент. Побогу зошто не се каже да антиципираш нешто кое што е многу јасно. Затоа што не може ќе ни биде смешка ова со Бугарија. Не може Истото ќе ти го кажам и со Србија. Нема мислиш дека и со Србија подобро би. Чекај се, нели го сменивме името бидејќи тоа беше финалниот проблем, не ни постоеше идеја дека нешто може да има со Бугарија, па после се појавија роговите. Зборувам се надевам дека не предвиделе тогашните властодржци, инаку се соучесници ако го виделе. Не го биле подпаднале под лошото влијание на Меркел и другите во Европска унија кои што дојде и рекол: утре ако го смените името, тој е последната и ќе станете членка на скока и ламбе. А па добро сега. Колку бил капацитетот да поверуваш на шарината лага. Ама види, тоа не значи дека и дури да предвидиме такво можно сценарио дека треба сега да се самоукинеме. Не треба да се самоукинеме, но зошто да не бидеме однос на проактивниот пристап, пази. Вангупи малку. Те прашувам. Јас ги немам информациите, претпоставувам и ти ги немаш, не знам, од тие интерни состаноци, преговори, договори, каде што се дискутираат работите позади камерите, за да се антиципира нешто што реално може да се случува. Меѓутоа, не ти го кажам ова случај, да ми веруваш дека нема да биде добро за Македонија, затоа што гледај, до Европската унија ќе дојде до момент на фатиг, на замореност на материјало, замореност на капацитетност на примање. Мисли сега дека не е така. Јас со Петар Сијарто имав прилика да водам разговор, човекот вика, знаете што зборуваат на затворените состаноци. Само бараат причина да не мрднете напред. Без оглед на убавите зборови пред камери. Онака ја кажа грдата реалност. Јас сум повеќе да се соочиме со таа грда реалност, отколку да мислиме дека нешто може суштински реално направиме. Треба да се обидуваме, треба. Ама да не се залажуваме дека ако не сака, како држава, и особено како твојата партија која што ја води држава, треба да седне да направи едно сериозно соочување со граѓаните, да им кажеме: луѓе, ние го имаме сега ова на тањер. Ова не ни е прифатливо. Еве вие викате 80% не ви е прифатливо. Но те молам, како човек и како лидери кои што ја водат државата, мора да ми понудите алтернатива. А која е алтернативата? Лимбо? Не е алтернатива лимбо. Ама добро, која е алтернативата? Ако Ама јас види, гласите ме за премиер на наредните избори со некоја партија која што ја немам, и ќе видиш. Кандидирај се, Иван, ајде. И ќе видиш може ќе имам алтернатива. Ајде, еве, почни твојата кандидатура, сега имаш 3 години пред избори и кажи го решението. Бидејќи, види, јас сум имал 3 решенија и сум ги кажал кај што сум требал да ги кажам, но за жал некој не сака да ги прифати или не сака да ги види какви што се. Јас би сакал да продискутираме за нив ако немаш против. Не, имам против. Сега еднаш кај тебе малце ги спомнав, но не навлегував во детали. Мислам дека пак ќе ти кажам. За нас, за македонците, за тие 80%, јас сум еден од тие 80%, и ти си вториот, претпоставам, од тие 80%, ќе биде поголем кејф и поголемо задоволство, еднакво како на времето кога ќе украдевме сладолето Земпромет.
Еднакво толку, али со се кратеше од зем промет укар пошто да знаеш, зашто никош не ве упродавница. Сливи од кај комшијата, ајде. Та ти кажам како е. Значи задоволството ќе биде добро. Прашањето е колку сме ние како интелектуалци во Македонија креативни, да ги исполниме во наводници оврските кои што никој не прашал да ги сакаме, но истовремено да кажеме, ама чекајте, вие овдека ќе влезете, но ќе влезете под едни малку поинтересни, не различни, поинтересни правила. Во однос на тоа технички гледано, Не е технички, секоја тоа е интервенција, креативно. дозволи, секоја интервенција во устав, после која ние се уште ќе имаме за доодување. Зборувам сега за тие червени линии на СДСМ, како пример ги зборувам, кај што бара што се црвените Ама линии то да не е, влезат до ама то не, февруари. то нема врска. Види, зборуваш за резолуцијата предвадена? Да. Не, тоа е за мене пенал за Мицковски. Да, тоа е Тоа е за мене, значи, сега ти кажам, тоа е класичен пенал. Зема Венко, ја зема топката, ја ќе правиш так. Каде е белата точка? Ја? 11 метри, штак? Мицковски шутира пенал. Ирационално ли е тоа, Иван? Значи, не можам да го објаснам. Еве ти прашаме, побогу зошто го направил? Ја не знам зошто го направил. Не можам да разберам што е новото. Ништо, само рок се дава за уставни измени. И било каква измена, после која ќе има пак прилика, како викаше Заев, 3 times 35. 3 times 35 да ни става блокада, за нас е класично самоубиство. Бидејќи наравот го видовме на комшиве. Мислам, не би ни да губиме време на тоа. Но еве да ти Како кажам, Ајде. еве хипотетички пак правиме некои тези. Еве и да се согласат за нас најпосокуваната опција, тоа е одложено дејство, правно одложено дејство, кое што е за тебе и за јавноста, мислам дека се зборува да биде пократко, да не биде на крај, него да биде некаде на средина, е вака ексклузивка, ја да ти кажам, тоа јас што го знам. Дури е тоа, јас ќе ти кажам, ние ќе се сочиме со еден друг проблем. Сите овие договори кои што ќе треба да се ратификуваат во парламентот, ќе треба да дојдат и во бугарскиот парламент. Јас ти кажувам, уште сега. Колку и претходно да ни ветува дека е се окей, ти кажувам 3 дека... times 35. Значи, не ќе имаме трите, него ќе имаме и да не користам термини кои што се користат во 18 плюс терминологијата, ќе ни се случува токму тоа. И сега ние мора да прифатиме дека имаме Но гледај, комшија кој што со нас се однесува како во некаква нема да сгрешам со терминот хибридна војна. не, комшија како што се од нас однесло и во 2000 и во Втора да, светска да, војна, и во Прва светска војна, и во Балканска, исто. 150 години на нас. Ама чекај, тој не го сменил наративот. Мај се Освен допрема еден на краток период после Втора светска војна, да. едино со Георги Димитров. Така е, да. Но тоа траело многу кратко. Точно. И силите во Бугарија видела, чекај, овој шо прави, овој, кои се тие македонци, така да тоа е тоа. Значи ние не треба да се исчуđаваме и да се чудиме зошто ова не се случува. Јас не се чудам. Мене ми е само криво една работа, ќе ти кажам. Ајде. Што Заев направи стратешка грешка што првите 2 недели, 3 недели по стапувањето на сила 2017 година го прифати, односно потпиша договор за добрососедство. После еден месец. Еве, 1 после еден јули, месец. 1 август. Сега тој ќе ни беше леверидж, ќе ни беше рамка за преговарање, каде што еве ви го тоа што го барате, ти го барате во времето на Иван Костов. Апсолутно си во право, да. Но И тоа ќе го искористивме, но на начин кој што силно немаше да биде ваков, со некакви нели протоколи и така натаму, мисто кај и што за бујар. преговарачката рамка. Да, грешката клучна е во договорот за добрососедство. Затоа што е влезена, договорот е влезен натрае. Ама затоа што Бугарија има стратегија, а ние имаме рачето на граѓа. Тоа е Тоа е разликата. Бугарија е сериозна држава во однос на нас кога е во прашање нивниот надвршно политички интерес. Ќе чекаме лимбо ситуација да. Ама не може да ги едначиме или ЕУ или лимбо или Но не едноставно прашувам. тоа се застемни процеси. Ама види прашуваме. Види, Чекај, ти не тамам. се прашуваш? Се прашувам, да, Имаш но семејство, ќе ти зарастат децата утре. се сакаш разбира, каде се идеш. разбира, се разбира, но јас сум свесен за околностите и тогаш кога ЕУ на среден рок делува многу далечно, интересот е да правиме што можеме внатре да А правиме ли функционираме нешто ние подобро. внатре? Па се трудиме. Ама еве ти како представник Сега на ти владачката партија ме Не сум интересира. представник на владачката партија, јас сум поддржуваш на владачката партија. Ама се член, ако Епа, си член член. тогаш си. Добро, ама се како представник, Значи кога некој секој е член званично, на една тоа не партија, секој член на една партија, дали е СДСМ, ДУИ, ВМРО и така натаму, Добро, што? може да се реферирам јас кон него како представник. Добро, ама тоа не значи дека јас ги поддржувам сите 100% Па еве кажи ми ги, политиките. па кажи ми кој него поддржаше од ВМРО? Јас? Не луѓе, бегај. не луѓе, Не, не не, луѓе не. за политики. Не, кажи ми која Лучната. политика не ја поддржуваш од ВМРО? Ќе ти кажам која ја поддржувам. Не, ти член која не ја секогаш. поддржуваш? Не, знам сите ги поддржуваш. Дај ми ја Не. Клучно за мене во политиката, која е политика во прашање, националните интереси, нивното брање. Не, што не поддржуваш Енде. од ВМРО? Не, немај сега да ми Не бегаш. знам, се треба да размислувам за да палмите во Скопје, не знам на кој. Нема врска тоа со Скопје ВМРО. 2014. Зборуваме за ова ВМРО, за овој премиер Мицковски,
за ова номенклатура сега Не како знам, треба да... сметам кого? дека ево требаше порано да се влезе во процес на промена на републичкиот јавен обвинител. Но се случија некои непредвидени околности и така натаму. За обвинителот ќе збориме за 5 минути сам да завршам нема оваа тема, проблем. значи ти си човек кој што стоиш на тоа дека подобро да живееме уште 10, 15, 20 години во лимбо, отколку да имаме непредвидлива иднина. Можам така да ја детерминирам? Сосема е предвидлива ако го смениме уставот сега. Ти сам кажа знаеш што ќе се случува. Не знаеме што Нели? се Така случува. сосема е предвидливо. Не, ама зборам непредвидливо во смисол не знаеме колку ќе ни саат Не ветрови и викам тоа во ќе биде лимбо. на крај. Подобро да живееме трудејки се, надевајки се дека ќе е подобро утре, Лимбо- отколку разбирам. лимбо ти во го однос на парафразирам. Лимбо во однос на ЕУ, пеки. Така. Отколку да живееме со секојдневни понижувања. Еве сега има состанок историските комисии, се ние нив им го презентираме нашиот учебник по историја за 7 оделение, тие да ни го проверат. Знаеш како првачиња домашната задача да ни ја проверат и да речат ова е добро, не е добро. Сега некој го потпишал Го тоа. потпишал, да го потпишал. Не викам дека не. Потпишал се, Го што да потпишал, правиме ние? Што прави тие од историската комисија? Пеки да не правиме понатаму нови грешки за да не се Па што понова изложуваме на грешка? таков Што стран. понова грешка од тоа? Па понова Да грешка. кажеме дека сме Не, бугари да сите, смениме па да устав. си кажеме дека Не, сме да бугари смениме- готово. да смениме Или што устав. би рекол Али Ахмети. Пилиња, ке си земете или албански пасош или бугарски пасоши. Да смениме устав и утре ден 3 март јас и ти да одиме на празник некаде бидејќи ќе е национален празник, нели? Денот кога Македонија била Види една окупирана. работа. Чекај, сега малце тоа се слуша пред некој ден кога ги гледав емисиите околу националниот празник. Националниот празник бугарите и вчера и минатата година и пред минатата година го славеа во Македонија. Не го славеа со државни обележувања како дел на За малцинството тоа ти или на зборувам. етнички. Но еве да те прашам. Еве хипотетички да се Секој малцинство кај нас има свој празник. Ама некој го практикува, некој не. Сите си имаат. Не, еве да ти прашам Ден вчера, народните. ама еве вчера беа бошњаците. Ги виде дека правеа некаква свечност. Ама еве Не знам дали правеле. Кога не прават, ти Не кажу. знам, Ама сега ба ти не кажам знам. дека го прават само србите, го прават само турците и го прават албанците. Власите, слава. Власите го прават. Да. Албанците, ден Албанците, на да. јазикот. Ама еве да го прават. Значи скоро сите. Добро, окей. Ама еве и да го прават. Добро. Сега, Не може да го прават 3 март да го слават, како да ти кажам. Невозможно. Ама чекај сега, види една работа, Тоа не е- можеме, ама кои сме јајти да им судиме кој ден тие го определили за национален ден? Ама чекај сега. Ама кој сме да го чекај се, ако роден денот на Хитлер го слават за национален ден, исто ке кој сме јас и тие го судиме. Ама што ако се случува на тој ден на роденот на Хитлер нешто да се случило значено за Бугарија? Не, зборувам сега именично да е. Те роден ден разбирам на што Хитлер. сакаш да ме алудираш, дека зборуваме за голема Ако Бугарија. сме држава, за именно. Стан Така е, Стефанска. така Но е. да те прашам, нели поголем удар? Абе обиди се, зборуваме за креација. Окей, ајде, слушам. Нека седне дека го слават жив ќор човек од власта и од опозиција не им доаѓаат, за кого ќе го прават тие Ама навредливо, јас се осеќам навредливо. Не, Ти за тоа мен- секогаш не, понавредливо Или- тоа да не им дојдеш и они сами да своите да си прават журка, да не кажам какво парти, нема. Не се согласувам. Па сега како да ти кажам? Не, Се кавгаме сега, не. се капгаме, но добро, но види. Далеко сме ние до моментот на прославата, државната прослава која што нели Антиципираме само. антиципираме се согласувам дека и тоа ќе дојде еден ден. Јазик, Согласувам. вработувања. Ти гледај. Знаеш кој механизам сака да го искористи? Знам, Така. апсолутно. Но и види. И зошто пописот наш тие не го признаваат? Знам, затоа што ти е вила дека сега од 150 стигна на 250 Ама илјади. се само демантира. После 24 часа бугарски упати прашање до министерство и тие одговорија од не знам, ко влезе Бугарија во ЕУ до ден денес, издадени се 116.000 исправи, така нешто. Во ред. И на бугарите да ме веруваш, дека многу врло веома им е јасно дека тие се економски пасоши, економски барања за добе и нивто им е јасно, но нивната агенда, нивната пропаганда во Македонија, а особено и во Албанија, кој што жал ми е, им ја оставивме вака како на тацна, затоа што нити им Да. даваме на луѓето никакви права, ние, како наши македонци не им даваме ни пасоши, ни учебници, и што очекуваме од тие луѓе? Еве, и да те прашам, дали знаеш дека македонците кои што живеат во Бугарија, кои што не може да докажат никакво потекло од Македонија, кои што се родени таму, просто кажано, простум, дека ти не може да земат македонски пасош. Го знаеш тоа или не? Не. Па еве провери, оке ти го кажат. Значи, и ние сме за ќутек. Како што ние сме за добар ќотек, кога зборуваме цело време околу албанците. Еве сега полека ќе се префрлам на таа тема. Или турците може да ги спомнеме кои не може да се вратат во Види, државјанство ради некоја политика од времето само да на ти кажам, јас сум Југославија. голем почитувач на турците како Апсолутно. едно од најлојалните заедници кои што живеат и битисуваат на ова поднебие. Значи Апсолутно. другите треба да земат пример од нив.
како се сака прво домицилноста, таа земја каде што живеат, но истовремено се горди турци кои што работат. Само да ти го кажам, Фелма се и крај муабет не правиме понатаму. Така е. Значи не треба понатаму муабет да правиме Така таа е, работа. точно. Сакаш химна, сакаш зборење, Точно. сакаш што сакаш. Джеди Осман го знаеш? Не ви кажу, ја го пишав. Е, Апсолутно. Охригенец. Свој човек. Точно, и носеше патики со македонско знаме на All-Star. И знаеш кој му ги правеше? Сатја, секоја чест дечко. Секоја чест дечко. Така да, македонец на македонец кој што има турски корени, горе да каже дека е македонец. Така е, така е. Тоа И е е долга, пази, пред 100 години, нели? Но да ти кажам една работа, јас им го кажам тоа, Револуции, им го кажам на ама еве колеги. денес живееме перфектно. Еве сега сме пред избори, го гледаме наративот на Дуј, особено на Дуј, кој што повторно нели станал онаков орелски или орловски, како сакаш, не орвеловски, него орловски, кој што нели пак е наративите. Не знам дали вчера ги гледаше Прочитав, не успеав да гледам тонско клипче, ама сигурно види, било нешто. не, О, Кристијан! Не, тоа е највел проблем. Значи не е проблем ни учека. Не е проблем ни христијан кој што со загарите одел не знам каде на лов, да го војде Да, со загари не може да лови орли. Да, не може, види, може ако го погодиш орлето, кога падне доле, ќе го Тоа е патиш. така, да. Но нормално Говор на омраза, Мирчевски. Не, орлот како птица. А после ќе ти кажеме на парад. Може орелски крилја да си метне и во Европа види, да прелетне. нашиот орлот така за југ не е проблем, а? Тоа е точка на сврзување плюс Стружани се Миладинови, знаеш. Ама ајде. И после ќе ми каже дека не е важна струга како изборна единица. Апсолутно е важно. Многу е важно. Да. И сега, во еден момент, малку мина тоа го шурува, мислам дека ги го бришат. Од Дуи почина да скандираат Артан Груби. Не. Да. Стварно? Да, пробај да најдеш. И се како да И одолеам тоа- на ова и јас слушај, во нареден стендап. Значи не можеш никого да Ќе одолеш. скандирам јас. И отедаш имаш кадар на Али Ахмети кој што гледа, малце не му е убаво затоа што неговото ало не е баш убаво со меѓународната заедница, тоа сите го знаеме, тоа посебна приказка околу неговото ало на Али Ахмети на Дуи, но не може да каже, зошто вие го скандирате Артан Груби? Но масата, која што си го чувствува Артан Груби за нивен личен херој, што е легитимно, тоа е исто кој сега утре ВМРО да има митинг и отнаш да почне една искра да викаат Никола Груевски. Помина тоа време, ама чекај да те прашам, Мицковски Кизлзе ќе каже Исто и име ќе им реагира вака, немојте вие Никола. нема никој тоа да го направи, затоа што се расчистени. Ама кој ти кажу? Еве јас ќе дојдам, јас не сум Ајде, ја ти ја пожа. Еве вечерва, сега снимаме са Бајле вечер, Ајде, митинг од Бојане Сандански, Како да ти дојди. кажам? Значи, Осетливи се ВМРО-вците на својот лидер. Пажливо тука. на кој лидер сам кажи? На лидерот, лидер е лидер. Еден е лидер. Епа Знам. Кристијан Мицковски. Види, за Кристијан Мицковски јас сум кажал за тебе, кај тебе и знаеш дека мојот став за него, се обидува да го минимизират капацитетот на човекот многу мине во Македонија и гледам дека Кој? На пример. Види, не читаш и самиот. Читам, ама Значи пак ќе ти кажам, ја може да не се согласам со Мицковски за многу политики негови, но не можам да не се согласам за неговиот интелектуален супериорен капацитет и она што го прави. И тука е, но прашањето е до кога? Затоа што гледај, кога сме веќе кај Дуи, требаш и ти како член на ВМРО-ДПМН, но и ВМРО-ДПМН да знае дека победата, фантастичниот резултат што го направивте, а тоа сум го кажал неколку пати минатата година, се базираше на така наречени протестни гласови, каде што луѓето на ВМРО-ДПМН ја видеа како еден вид на way out од оние баханалии, така е, да. од она општествено и политичко силување што го правеа врз македонците, Така е. а како афродизијак им беше СДСМ. Мислам дека СДСМ им беше класичен афродизијак за да може потентно да доживеат и после се искалува врз сите во општество, не само македонци, неалбанци во Македонија. И сега македонците и неалбанците им дадоа доверба или им подарија верба правниците што велат на ВМРО-ДПМН за да конечно, како што велат цело време измината година и пол, криминалците, каде се криминалите? Побогу зошто ги нема? Зошто ги нема? Се можам директно еден одговор да те преусмерам према обвинителство, ама во однос на она што МВР го сработило. Еве, не знам, овој што го скандирале, Артем Груби го скандира. Не го виде стварно тоа? Не, стварно. Немам, за нешто друго се занимавам. Синека не може да го гледам. Но ќе го, сега после разговоров, морам да си го најдам. Тоа веќе ме инспирираше за наредниот настап. Имаше уште еден избеган од ева на комбинациите во, како си кажеш? Лотарија мислиш? Лотарија уште. Перпарим, Бајрами. Перпарим, така е. Така е. Ама Перпарим не го скандира, го скандира само Артем Груби. Добро се, си има публиката миленик, нели? Така е. Некој име Роналдо, некој име Меси, Шумоликов. некој Меси.
Тоа сакам да те прашам кој е Меси, кој е Роналдо од изети бујар, ама Еве ти може да ми кажеш, ти што мислиш кој е? само да не е бујар Меси, така да кажам. Како фан на Барса. На Барса, Кој добро. сака некој, Кој сака само да е, само само да не Добро. да не е бујар. И кажи ми сега ти побогу зошто ние се уште не можеме да видиме дека правдата е донесена или еве просто да ти кажам. Значи ќе се слушаме сега. Ајде. Ќе ти кажам што обично од македонско седнуваме пријатели, познаници, седнуваме викат, ба добро, зошто не истовари еден автобус со раце вака криминалците кои што тие ги нарекува и да ги видиме пред суд. Сега, тоа е многу едноставно да се каже. Ме разбираш? Навигачкиот пред телевизор е едноставна. Знам, но морам да ти кажам дека и очекувањата се огромни. Се согласувам и мора да има деливери. И после избори верувам дека Мора нешто да верувам има. дека ќе има и некоја мини реконструкција на владата, предпоставувам и дека ќе се влезе во процесот на веќе нема да има веќе простор за било какви изговори. Јас го разбирам тој Но ќе период го видиме кој што ли беше дозволен. ќе го видиме ли автобусот пред суд со рачињата вака? Мене, како човек кој што бил некој пат предмет на луѓе што сакале да го видат со рачињата така, бидејќи таквов сензибилитет добиле од некој Извини, но ти медиуми и никогаш, атмосфера. извини, ти никогаш не имал информација дека си украл, си направил криминал и корупција. Точно. Ти си суден за мене ако ме прашаат многумина и мене ми е многу жал што денеска нашите браќа македонци се уште чмаат во затвор. Тоа е една тема која што очекувам, поздравуваме се, види, ја би сакал во едно од твоите стендапи, но да не биде класичен стендап, малце да ги поздравиш и тие луѓе. Јас ги поздравувам, да не кажам. Не, поздрави ги јавно да го видиме, ама не, сакаме јавно да ги видиме. Знаеш како имаш луѓе кои што патат поради тоа што види, да не се лажеме, тоа што е направено не е добро, ти сами се го кажеш. И тие сами те велат, но да го ставиш во категорија на тероризам. Тоа е лудост. Да се вратиме на автобусот. Желбата да видиме автобус со лисици, убаво, тоа е филмска сцена и така натака. Ама ако сакаме да градиме, тоа е желба на, им треба политичка крв, разбираш? Ама државата не треба да функционира како желботека, бидејќи ако денес ти одговара. Ама ти ми ветиш желботека? Чекај. Не. Не ти. Ако денес те разбирам. Ако денес ти одговара таа желботека и тој спектакл кој што ќе се прави, камери, лисици, естрада. Утреден, кога ќе поставиш такви стандарди, нема да ти одговара. И сега, тоа не е функционирање на држава како што јас сакам да функционира. Сакам да е све по закону. Сега кај све по закону делот, имаме сериозни приметби од се сеќаваш на коментарите и на премиерот и на министерот за внатрешни за обвинителите кои што доживувале стомашни тегоби баш пред да потпишат некои наредби. Диареј, баш пред да само да знаеш, некои диареја е наредби. сериозно нарушување на трактат, нели? И сите информации околу обвинителството и присуството што ги знаеме и јас и ти говорат за сериозни нарушувања на дигестивниот тракт, така? Ама дигестивниот тракт е сериозен проблем. И да, точно. Здравието на целиот организам зависи. Ама он е многу сериозен проблем. Замисли ти стоиш од тенешка, добиеш нагон. Иван, ако после избори не се доврши тој процес, нели му беше изгласана недоврба на Коцевски, ако не се доврши процесот, како да ти кажам? Не, сега после ај сега да кога збориме за процесот. Да ми гледаше вчера една емисија, едно истражување на колегите од Тирол кој што ми се мора да ми честитам за одличното изработено парче. И сакам да ти пуштам еден момент каде што малце ми е чудно како тоа го кажуваат, но нормално новинари си вика во текот на нашето истражување ни пристапи свиркач, као знаеш они шетаат по улица, доаѓа, добар ден, јас сум господин свиркач, но ај ти знаеме што значи тоа. Но еве види, јас имам свиркач од Сабајлево, сериозно ти го кажам, малце подоцна ќе збориме за мојот свиркач, но ајде да видиме што велат вака. Велат дека се документите кои што свиркачот им ги доставил, покажуваат и укажувале дека транскрипт од пораки на телефон. Од транскрипт од пораки кои што се помеѓу вработен во УЈП, во Штип, каде што нели местната надлежност, Драги Жти, нешто така беше. И синот на газдот. И синот на газдот, каде што очигледно гледаме и читаме дека постоела комуникација, односно постоел криминал, односно постоело коруптивно дејство и клиентелизам. Значи да имаш корупција мора да има клиентелизам, иначе нема да функционира. Добро. И колегите од Тирол се нормално се прашуваат, викат како е можно? Како е можно овие 13 кои што стоја на пресот после Кочини да ги заборавале овие докази? Еве да чуеме што вика првиот човек. Ајде. Но потоа Драган Паунов ја испишал пораката. Од доказите што ги обезведивме, произлезе ова и затоа само против овие лица е поднесено обвинение. За УЈП не.
Сакам да може да како е можно тоа произлезе од доказ? Потрагата на Ирела за тоа кој всушност За контекст за луѓето кои што не знаат, бидејќи го нема делот со пораките, нели? Не, ќе ги пуштиме делот, него Аха, само добро, ова добро. сакам да почнеме. Значи тука го имаме првиот човек на обвинителство, државниот јавен обвинител, кој што вика немаме докази. И сега гледаме дека имаме докази. Но истовремено, ако си ја гледал емисијата, гледаш дека се појавуваат први страници на извештаи кои што се генерирани и од МВР, односно секциите, Да, тоа е за департмените, да го ја верификуваат за да ја приказната, да ја верификуваат приказната и тогаш едно нормално прашање јас тебе те прашал, побогу зошто? Обвинителите молчело и нели сметаш дека после оваа емисија вчерашна ИРЛ е доволно сите како јавност да побараме од Совет на обвинители конечно да го разрешат Коцевски. А, Значи, Да, внимавај, чуј. чувал докази, ја не можам сега да најдам каузална врска со ова. Тоа сега ти Но кажам. ова сакам да ти кажам. Нели мислиш дека па тој човек кој што тој жутиот ли како Да. е од УЈП можел да биде бутнат во ќорка во притвор и да си пропее. И кога ќе пропееш ќе кажеш пошто е фатен Добра, ама и флагранти. Мислам дека синот на газдата на дискотеката, кој што е бутнат во ќорка, може да си пропее. Ама и ово, а овој зашто не Не викам зашто се, јас не знаев за ова до вчера и сега го гледам и го анализирам, размислувам Но кој би бил зборуваме сега за изговорот. Коцевски. Како е Размислувам можно? кој би бил изговорот. Што викаш ти? Кој е Ти кажеш изговорот? не гледам каузалност бидејќи тие зборуваат за нешто што не е релевантно со случувањата на А каква е каузалноста на Валјон Сарачини, бе, да те прашам? Именно, не, ама така Каква е. е каузалноста на Тоа е прашање. Валјон Сарачини? Така е. Мислам, Или- случајно го кажувам или пред наград- 12 години. Така е, се. Јас не сум правник, но според таа И ја не сум, според некоја логика, 20 да според се таа паметни. теорија на случај би требало и вакви доколку се верифицираат, а не верувам дека би објавиле ИРЛ без доказ дека е така, бидејќи нели излегуваш во јавност. Готово, ова е веќе допрен глас. Сега ако нема постапување по ова, онда тоа е не да има нешто гнило, него Богдан, значи прво, човеков, господинов, ако држи малце до себе, како професионалец, контекст нема да дајме како- луѓето да не се чудат за што зборуваме. Значи, Пораките збору- се нели часовник дека му купува така е, значи синот на газдата на- апсолутно синот на газдата на шталата Пулс купува часовник, дава предпоставувам и пари пошто има многу се пораки. на ограда дека ова се уште не е официјално. Сега ќе ти кажам зашто е официјално обнадено, тоа што малце ме чуди зошто тоа колегите од ИРЛ не го објавиле, ќе ти покажеме на фотка која што ја направи скриншот од Добро. таму. Погледни го ова. Еве сакам да ја видат и гледачите. Ајде. Ова е скриншотот од софтверот кој што го земал. Горе десно, Селебрити. Celebrite. И Celebrite. сам малце прогугла по некои портали кои што се познати по овие работи, но истовремено и мене ми пристапи Свиркач Сабали, ми рече Добро. дека овој софтвер е направен од израелска компанија и не се наоѓа слободно на пазарот никако во ниедна форма. Може само држава да го купи. Може само law enforcement да го купи, значи тоа е обвинителство, тајна полиција, МВР и така натаму и така натаму. Јас си шетав са Бајлево, шетајќи се подготвувајќи за мисија и доаѓа еден дечко, добар ден, јас сум твојот свиркач. Па што не кажеш ти дека си мојот свиркач како овие овдека, нели? И ми вели, да ти кажам, дека овие документи што ги видев вчера на ИРЛ се излезени од ОЈО. Аха. Од Аха. обвинителство. А викам, добро, тоа Вау. сакаш да ми кажеш дека некој во ОЈО сака конечно да затвори приказката со Љупчо Коцевски? Не знам мој да си кажам, да ти Веројатно, кажам да. и си одам. И тоа е свиркачот логика. мој. Има логика. И викам, види, да не е осуд, Ама не е еден од 13, бидејќи би си пукал. значи во не нога. може да му ти кажам, свиркач ми е. И му викам, не е осудот, не може да е осудот затоа што вика многу порано ќе се појавеше. Добро, ова е вика да знаеш од тој. Сега те прашувам за да знаат и гледачите, за да знаат и нашата јавност. Ако првиот човек таел и држал и покрај ова прашање што го слушнавме сега, Кривично дело. не само што не знам дали е Кривично кривично. дело. Нема но, нема ајде да дилема. збориме за етички момент. Нема абе кривично дело е како етички момент. Кривично дело е криење на Види, докази. пак ќе ти кажам, не сум професионалец да кажам дека постои каузалност, но постои друго дело каде што овој човек прекршил овој од УЈП. Ако ништо- Прекршил едно од чудо закони и Ако- треба кривична пријава за тоа. Имено, ако го виделе тоа и не поднеле било каква пријава. Еве не поврзана со И сега гледај, вчера вечер само тој без никој да ги праша, иако не бевме прашани, даваат информација. Слушај го сега ова. Ајде. Значи, тоа ти покажува дека нешто е труло во државата Данска, чите во Скопје. Викаат вака. Обвинителство за сторијата на ИРЛ. Сите наведени докази јавното обвинителство ги има во предвид. Па нормално Вау, дека ги. браво. Пази, а ние мислевме ги Воодушевен немате. сум, да. И по нив постапува и врши проверки. Ама постапува сега. Па види ке си има датум, ако постапиле после емисијата на ИРЛ,
Како треба забрана за вршење на дејност да добијат. Реално се ја си преме муавет. И сега, Ако постапиле сега јас после се прашувам, ние во каква држава живееме? Во Атрофирана со Се разбира, атрофирани да. институции. Да. Ама Да. зашто тоа не си го погледнеме и сите да си признаеме затоа што гледај. Еве, од 1 јануари на пример, знаеш таму дека ќе почне казнувањето, односно ќе се постави системот Да, на Safe City, да. Еве јас сега јавно ќе повикам под предпоставка дека мене ќе ме казнат или ќе ме Сите обвинат. ќе бидеме Не, ова сакам да ги повикам. Мои почитувани сограѓани, сите ставите даш камери. Ве охрабрувам, оние камери што ги има во Америка, во Русија, така, што снимаат, за да видиме кој ги прекршува, да видиме дали фактор човек после 1 јануари, зашто многумина од нас ќе добијат казни. Ама да видиме дали сите тие казни ќе бидат аплицирани на сите оние кои што ќе го направат прекршокот. Согласен, да. Значи јас ќе си купам, еве ти кажам, иако законот Да, не вика дека не знам зошто не, бидејќи е супер корисна алат. супер за многу работи. Во Не Русија сум да, па и во за Америка, и во Америка имаш па и за кривични дела, нели? И за кривични дела, така ли? Затоа што ако возиш сигурно во Скопје, гледаш како хаос се Не настанува. само тоа, не дај Боже и можда сега да не ајде, кола од некој немил настан, кај се движела, нема да бараме случајно од безбедносни камери на локали, туку Така нели? е. Така да јас сум про даш камери и сум про Safe City регулатива. Мило ме што е тоа. Ај сега да се вратиме, значи ова го поминавме, видовме дека јас очекувам од Така за 27 април да ти кажам нешто на таа тема. Епи Сибире Вилма Русковска како што и веројатно и Вилма овој ќе биде скитор кај беше. мене на емисија на Стварно? Да. Кога? А, На ова исто мислам дека столце? да, мислам дека и наредната недела. Не, наредната е Срđan Керем, после Срđan Керем е ова. Ако беше пред мене ќе влезев со Темјан, знаеш тоа го правам. Но Имаш ли некој прашање што сега што би рекол ти да го предјавиш некој прашање кој што За ама Вилма едно Русковска? само за Вилма, да. Дали се Спие мирно? замислува- Молам? Дали спие Не, мирно? дали се замислува себе си во затвор и дали би сакала некои совети од мене како се поминува притвор во зимските месеци, на пример, може да добие совети Не, како се не е малце вулгарно. вулгарно за да Прашувам. Прашувам, добро. не, вулгарно не е, вулгарно е да криеш докази, да манипулираш со сведоци за да осудиш луѓе за тероризам на 150 години затвор. Тоа е вулгарно. Ова не е вулгарно. Ова е пријателски совет. Добро. Ќе се ставам во позиција на пријател, бидејќи во такви услови секому би му А користел пријател. А добро си пријател. Како Од се- од советите гледам дека имаш сериозна емпатија према Огромна, да. Како се вари кафе, се надевам дека нема да добие некој од... Ако биде процесуирана, нели? Сметам дека би морало да биде. Дека има некој процес против Би требало да има, нели? Вистината еден ден излегува на видели. како шило, а? Како е? Не, па како кол. Шило ми е некако мало. За ваков случај треба кол, не шило. Вистината излегува. Мислам дека информацијата Метафорично, дека Вилма ќе дојдете раздразни многу повеќе од другиве теми овдека што ги разговаравме сега. Може и да предпоставиш зошто така. Ја предпоставувам, но се надам дека не ми замерува што ти кажа дека ќе ми биде не, гостинка. тамам работа. И тамам дури работа. стварно на вистина те прашам Тамам и ова прашање ќе го поставам. Чуј, ако праша, јас би свратил повторно и тогаш ако сака таа. Иако... Не, сега нема да ме легуваш во концепт. Те молам, Океј, јас би не, бил добро. сам со неј, за сепак Знам, и добро, дамата добро, прифати да тамам дојде и го сметам дека за солидна храброст, знаеш, у целата приказка. Да. Се разбира. Да довршам совети ајде. за варење кафе, совети за анимација во текот на денот, 23 сати на ден си во келија затворен. Има разни работи што може судоку и така натака. Сите совети сум и не само јас, и луѓето што се уште внатре цела книга би напишале Кога веројатно сме со ке совети луѓето за што нив. се уште внатре, ќе Да. направиш ли еден стендап кој ќе посветиш? Стварно јас би сакал ти да го направиш. Добро, не очекувам од тебе да ги гледаш сите мои емисии, не е возможно е, нели? Добро. Толку е Верувам ми, времето. не можам, да. 24 часа на ден се разбира. Некои емисии Не можеш ни ти мене да ме гледаш Абе, ни 24. своји некои не си гледам. Добро. Нели, Си имал, некои си ги посветил едно Да, така? како не, не еднаш, не еднаш. Да, ама мислам дека тие луѓе заслужуваат затоа што Да. плаќаат преголема, огромна Апсолутно. цена која што не знам некој дали може некогаш да ми ја надомести таа цена. Очекувам дека наскоро ќе има убави Не може да биде. Прво не може да биде убаво таму ништо. Позитивни За нив, околности дај Боже. околу нивната состојба. Во најата вчера ми пиша тие веќе Да, обнам. кои се оки и доки, да. Кои се оки и доки? И ме прашат да ти кажам или утре во емисија, реков во емисија. Ете, Сакам да значи, изреагирам тоа автентично. што сакам да кажам, ви го кажа Богдан, значи комунициравме. Не, супер ти благодарам, одлично. Ја не му напишав, знаеш дека јас сум тој кој што ги смисли Кики и Фрики имињата за Геро. Се оки доки браќата.
братот Орбан е оки, а братот Доналд е доки. Сега, зошто велам браќа? Ја да ти кажам на работа, од моментите кога станав уште од време на претходниот лидер кој што е сега во бегство, или што би кажал тој самиот, кога јас заминав, не бара се качил на воз или на авион, па му мафтале сопругата и децата, кога ќе се вратиш, јави се кога ќе стигнеш, нели, како на нормално прашање. А и кога тој таму стигнал, и целата таа наша комуникација со унгарците, мене стварно не ми е јасно. Јас се обидов да барам некои историски моменти. Едно што најдов, сега може да е мит, Иштван први нивниот прв крал, дека бил на Охридско езеро на летување. Има. Тука малце ми е дилема. Има и дури директна врска со историското ВМРО, Унгарија? Унгарскиот двор, да. Но знаеш сега, нешто имам, my memory, не навлегувам. Сакаш да кажеш да Ванчо Михајлов, не дај Боже да е тоа Ванчо Михајлов, зашто со тоа историско ВМРО. Те молам, немој со Ванчо Михајлов. Не. Но види, не е ново да големите земји, Унгарија едно време била, нели, царство. Малку е чудно. Да големите земји си бркаат своји интереси тука околу топлите мориња. Сите се Маđарска на море, нели, ние топло море кој што сме едно страшно Охрид, на Охрид луѓето што топло море. Како Република Македонија не, но некогаш како територија Македонија да. Албанија на пример како држава е проект на Австро-Унгарија. Ама немој се како територија ме потсекаш на овој Иван Динев Иванов што беше кај мене територија. За историските контексти и комуникација. Да се вратам значи да братот Орбан и на братот Доналд Трамп, човекот кој што нели нашата влада со таа администрација таму има сериозни добри контакти, што е добро, но нели мислиш дека можевме до сега да очекуваме некаква заинтересираност на официјален Вашингтон визави нашите проблеми, затоа што во светот постојат сериозни поголеми драстично. Баш поради тоа. Но добро, но нели можеше Јас би сакал, ама реално не. Иначе многу би сакал. Многу би сакал да бидеме на нивната агенда, да ги потекнат. Не мора агенда, не мора да бидеме агенда, мора да бидеме не на чајанка е доволно нивна. Тамам, ама имајќи агенда е голема работа. Гледај, анализирај го односот на Америка и Русија, комуникацијата на Трамп со Путин, која што осцилира постојано и нели стилот му го гледаме, му го анализираме, му го сваќаме на човекот, тешко го сваќаме. Комплицирано е, сложено е. Но тешко е да се сфати, да ти кажам, да ми веруваш. Во едни такви околности, кај што околу Украина уште ништо не е јасно, околу Израел, Палестина. Ево Сабале има информација дека представникот на Доналд Трамп на украинците им рекле браќа украинци мавето длабоко во Русија, што е ако е тоа точно, е интересна информација, ќе видиме што тоа ќе предизвика понатаму, за да мава длабоко треба да добијат нешто што ќе мава длабоко, нели? Сериозно. Тажна е таа приказна, но генерално Македонија. Тоа е тажна, јас сум човек кој што сериозно ги потржам украинците и мене ми е многу жал за нашите. Мислам во најлоша состојба. Значи тоа е страшно, не де Боже некому да му се случи првиот сосед да го нападне онака бестијално и да почне да го гази, да го гнетува, да го убива и да го силува. Точно. Во буквален смисла. Без оглед на контексти и околности. Ирелевантно, значи се ирелевантно. За мене оваа мата каде што можеме да се договориме, особено што сме соседи браќа. Тие меѓу себе се вика како браќа, зборува еден јазик, нели се, да не се лажеме јас и ти. Но нели можевме ние и оваа сега влада и ангажманот да направат малку повеќе, да се обидат малку да ме свиткат ракичката на Бугарија во Софија, да кажат може би се обидуваме. Имаш ли ти такви информации како член на ВМРО да помене? Мислиш имаме некој булетин вака кој што се спушта како па ти би се зачленил утре ако добиваш такви информации, така? Па види, да, само за информациите, да. Само за информациите. Апсолутно да. Немам такви информации, но знам дека тоа е, верувам дека е тоа желбата и политиката на владата. Јас имам апсолутна доверба во оваа влада кога е во прашање на вршната политика на Македонија визави националните интереси. Сосема спротивно од како до сега уште две теми. Нели мислиш дека е паметно оваа влада конечно да го реализира на нови момент кој што многу влади претходно, кога ќе речам претходно, значи не само пред 55, 15 и 20 години, е така наречена Вардарска долина или помодерно коридор 10 што го нарекуваме сега, дека е добро да го дадеме на некои од големите европски сили со цел да купиме поголемо влијание кај нив, односно нивна заштита, затоа што гледаме како функционира светот. Не го знам точниот план, ама имаше министерот Николовски, вице-премиерот, пред некој баш дека има таква таква иницијатива. И втора работа која што ме интересира околу локалните избори, затоа што се многу интересни, или спомнавме Чаир, она сам Чаир, Карпош. Не, зборам се околу, сакам да се вратам околу Дуи Влен, да, затоа што
тоа мислам дека ќе биде најинтересно. Ја лично не би сакал да ми се осварат моите хачови што ги имам, дека таму може некој немери да имаме пред изборите, затоа што сепак е all in ситуацијата, валја го забележуваш. Така е, така е. И ама и за Влен е all in. Да, но дуи се помотивирани за секакви безобразија. Затоа што тие го жртвуваат својот еден од најелоквентните и најистурените интелектуалци во партијата Бујар Османи, го симнуваат од конјена сериозна мравка, да не ме свати му се Ако извинувам. изгуби од Изет Меджити, Ако изгуби тоа што е политички. А Изет Меджити ако изгуби исто неговата Значи позиција во двајцата се политички мртви. битка код Ока Корала, така. Значи буквално е хај нун или битка кај Оке Корал, согласувам со тебе. Но една друга работа. Што правиме ако разликата на количникот на гласовите, на вкупните гласови за советници биде сигнификантна во смисло на 50-60 илјади, како што тоа се фали дуи, нели мислиш дека ќе го стават ВМРО и особено Мицковски во една незгодна ситуација да мора да коалицира, Не. иако година и пол? Не, зошто да мора да коалицира? Во Македонија немаш тие тези на Секи тоа сам тие зошто, ај тези кажи на ти. ги знам тезите, нели сум го слушал и Бујар и Која теза, Арбер кажи ме? Адеми дека од духот на Охридскиот рамковен Не, договор не е таа моја теза. не твоја, нивна зборува. Ама не е моја, Произлегува што сакам да те дека- кажам. Не, дека мора не. да Друго не е сакам да важно кажам. кој е мандатар, односно важно е кај албанскиот блок кој има кај нив поголем број гласови, мора со него да коалицираш. Иван, што ако Дуи освои 200.000, овие освојат 50. Така? Сега ќе ти кажам, И имаме не може ВМРО после да ги земе, еве ќе ти кажам веднаш Чекам, убава ако имаме се преговори, ево јас сум Дуи, ти си ВМРО. ирелевантни Океј. преговорите. И јас ти Не ќе викам, можат Влен да го издржат притисокот на своите албански Во ред. гласачи да им кажат Добро. не можете вие со 50.000 да бидете представници. Океј, Тоа те и сега прашањето е следно. Јас сум Дуи, ти си ВМРО. Јас доаѓам, викам, седнавме на преговори и ти викаш седнавме. Јас сакам 5 министерства. Министерство за внатрешно образование, култура, економија и финанси. Ти ми викаш како Заев, што вика мало сутра. И што правиме тогаш? Не го прави така, вака го прави Заев. Да, Се го да. решиш, лакцот го битка. Нема дам на вежба како Заев. Ја ќе да ти кажам, Што правиме тогаш? но но Ти самиот викаш не може. Не, ама самиот момент е проблематичен ако седне ВМРО да преговара со Дуи. Види. Затоа што не можеш ти година и пол да велиш дека тие се црниот ѓавол, како што нели ние сметавме сите неалбанци да. дека се, и отеднаш кога видиш, па се црниот ѓавол, ама тоа е тоа. Само јас поставувам хипотетичко сценарио за да го разбереме епилогот. Нели, ВМРО вика дека нема шанса и после избори со Дуи да се Кавелат, Но, има брифинг, нели, еден ден за имаш. 5 години, нели, може би ќе се Ама може ќе се смени нешто во И Дуи. би требало, јас се надевам дека ќе се смени. Но, што правиме во таква ситуација? Дуи бара нешто, ВМРО вика не може. Тогаш пак ќе одиме на избори дури Ама не се а погодат ти мислиш дека не може да се случи лупингот што го имаме во Бугарија 5 избори, 6 избори за 3 години? Не, затоа што влада прават 61 пратеник, не прават влада Дуи и некои други. Ја и ти може да се лажеме, ја и ти Не си се лажеме. Ова е на Бујар Османи се зборови. Не. Тоа е само точно. кога му одговараше, Но ние 2020 мораме да ја година. земеме во предвид и реалноста на моментот, на Тама. моментумот во Македонија, Добро, дека да, имаме да. сериозен Имаме. процент на наши сограѓани кои што треба да Апсолутно партиципираат. да, Не така зависи е. од никакви мајски договори. Не, така е, Значи, окей, мора- борете. За жал ние така сме ги Ама поставиле. Иван, и 2016 година имавме сериозен број на македонци кои што требаше да партиципираат, па не партиципираат, дојде Заев смени име. Ама тоа му го кажавме идентитет, на живи. Арбер, тој му убедува дека не било така. Соврш, и баш така беше. Победник со победник. Тоа е мајскиот баш- договор. Ама и тој договор е И тој не е ни квази официјален. демократија. И тој е квази демократија, не се лажеме. Така. е. Демократија е 50% плюс 1 човек. Енде, Така. инаку други Не само тоа, модалитети, ако него- бараме, ќе е прашањето дали турците се представени преку најбројна, Така, не, како ќе ги броиме не тие само тоа, гласови? значи ја не прифаќам исто победник со победник, затоа што испаѓа дека имаме два паралелни процеси Точно. на избори. Ние имаме една Имено. изборна единица Имено. ДИК, Не е ова и таа федерација, па прогласува сега- еден кој што Така е потенцијален мандатар. Затоа Ние и Дуи какови резултат доствари не е не никако обврзан зборуваме за реалниот момент. за во реалниот учествот. момент. Ајде да види, ако сограѓаните албанци, нашите комши сметаат дека се не знам, угнетени, понижени, не можам да го можам не да ги разберам Дуи, но да сватам зошто ја користат таа реторика. После нас потоп, ако Дуи не е во влада, нели светот пропаѓа, тие се понижени, угнетени и така натака и така натака. Ако седнат во влада или како што чувме и од Тачи, нели, дека се нуделе дури и без председател на собрание да седнат во влада, тогаш секој беше во најдобар ред. Јас џабе и да апелирам, но само се надевам дека еден ден ќе дојде ден во Македонија кога ние нема со вакви теми да се бавиме. Јас не сум чул Дуи, на пример,
некоја реална политика за некаков суштински проблем за граѓаните. Нека е еве загадувањето на воздухот, нели изедме джитија за екологија министер, нека го маваат него со конкретни некои предлози, мерки, политики. Слушнали ти нешто ти зад джити неговите компањони за загадување исто? Не сум чул. Па зошто тогаш правиш паралела истите и едните и другите? Ама За загадувањето зборувам. Ама овој не ја држи националната Ама овој па држи министерство. Ама овој држи министерство. Ама зборувам, поентата ми е друга. Би сакал од сите политички чинители, including Дуи, да не се бавтаме со празни муабети. Мене ми пречи, Врапчиња, орли, загари, зајаци. Ама тоа очигледно да тој човек за... сватил дека тоа пали ке неговиот електорат. Па треба да престане да пали, знаеш. Ама не може да престане да пали кога на тој начин ги гаи луѓето. Така ги развива. Добро, ако седнеш да зборуваш со Вленки и видиш дека има една сериозна интелектуална структура која што не се пали на 2001. Тоа е созревањето на гласачкото тело треба да доведе да не се палиме на 2001 загари или 2001. Еве те прашам, ово тебе те навредува? Не, што е ова? Не те прашам тебе. Не. Епа, а ова те навредува ли со ордите? Епа зошто се не реагираме на ова? А ова знаеш ли што е? Ова е македонски рис. Нели вака слушате? Зошто да не го користиме и ова? Добро, не. Ама зошто не? Ама гледај, утре ако овој ми го напишеш ти на албанците, на други речат што е ова? Рокерски. Ама треба да прекинеме да се палиме на моменти на кои што на оној кој што ги прави во моментот да ги земеме како моментална слабост. Зошто се палиме на нек си мафта, а до сабајле. Нивна работа, човече. Имено, јас стварно гестикулации со раце не ме, како да ти кажам. Рис. Види, оригинал рис. А не, еве рис, нели орел еве рис. И сега рисот ќе го фати орел. Треба да се бавиме со реални проблеми, а не да се бавиме со глупостите, но ќе видиме, изборите ќе се дефинитивно интересни. Знаеш што мислам? Мислам дека има два победници во албанскиот блок. Ќе прогласат победа и едните и другите. Едните ќе го сметаат количникот на советнички листи, другите ќе бројат освоени општини. Тетово, Чаир и Струга евентуално. Тетово, Чаир, бастионите, не знам, кои што се И така ќе има некоја декомпресија и баланс, после тоа е важно како Дуи ќе игра. Да, Дуи ќе бара предвремени парламентарни избори, веројатно ќе ги бара наредни 3 години и тоа е тоа. И да ми веруваш дека не албанскиот електорат, кога ќе речам не албанскиот, знаеш што правиме ако утре ден и на тие нови избори ВМРО има не 58-64 пратеници. Да си нанесеме штета сами на себе, да се обесиме затоа што поддржале луѓе партија. И што нема да е задоволен Али Ахмети, не разбирам. Не зборувам јас. При што јас сум од позиција на човек кој што е политички задоен? Ептен. Но сакам да кажам, ги почитувам сите луѓе во Македонија. Ги почитувам човековите права на сите подеднакво. Јас не ценам човек според боја на кожа, вероисповест, политичко висина, дебелина, боја на етнос и така натаму. Нели? Има добри и лоши. Човек или си не си човек? Да, добри и лоши луѓе. Не сметам дека има газење на човекови права во Македонија. Искрено не сметам. Абсолютно. А за комшите албанци, а за бугарите од дали се 700 или 7 милиони во Македонија. Бидејќи тоа е исто наратив, многу сличен е наративот. Се согласувам. Но мора да се дали забележуваш дека почнува еден вид на соработка помеѓу албанците, особено Дуи и бугарите? Дали го приметуваш нешто што историски не би требало да се повлече некаква паралела историски гледано? На Балканот може. Но на Балканот кога постојат неверојатни коалиции, ќе чуеш и ова албанци. Јас повеќе од 20 години, можда и повеќе од 25 години сум слушал за тоа во Бугарија се вртеше како муабет. Пазете, албанците ќе ве изедат, знаеш, ни нудат да ве делиме уште сега. Ти зборам, нели, онакви. Ама нема што пази тоа. Кафански муабети од пред 20 години. Тоа се и реалност, ако се нешто просто луѓе. И ден денес, да, но тоа е резултат на. Знаеш ли дека има од тие 130.000-150 колку да силјади економски пасоши, дека има сериозна бројка на албанци? Знам. Сериозна бројка, кога ќе кажам. Па и исто и во тие 7.000 што ги најдоа на попис, таму има сериозна бројка на албанци. Бидејќи таму е трговија, се продаваат пасоши. Си има ценовник, прашај на. Мислам дека сега малце го намалија тој момент, затоа што веќе и Евроскунија и. Добро, ама прашај на Крива Паланка цариниците колку бугарски пасоши имаат луѓе кои што имаат евидентно албанско етничко потекло според името и презимето. Да, јас сум прашал, сум добил таква информација дека тоа така. Но во однос на наративите кои што функционираат во Бугарија, се дел од една пропаганда. И ден денес тие седнеш со паметни луѓе, ќе кажат знаеш какви фори пуштат. Бев во Скопје и
џамиите, луѓе со кечиња, не знам, за жени со фередже, како се вика, бурки и така. Да. Демек, пазете Забудени. македонци. Чекај малце. Јас 100 пати ќе ми е помил првиот комшија со кој што овдека јадеме леп со векови назад. сака нека отколку носи, ти што што сакаш да ми сака кажеш, да е за- ти што сакаш така. овдека да ме убедиш дека јас не сум тоа што сум. Така да тие наративи не палат, но е штетно што жално е, трагично е што во соседството политички гледано тоа се доминантните наративи. Јас сум убеден дека во Бугарија огромно мнозинство од обичните луѓе не мислат дека ние овде мрзиме, тепаме бугари или Не, грешиш, мислат. или дека Грешиш дека мислат. телевизиите им ги следам, знам што емитираат, ама ако некој си сакам да верувам дека ако некој си Секоја расудува, втора телевизија не Знам. нарекува северно македонци, што е, Тоа е така. како да кажем. тоа е така, тоа е така. Да се вратиме, пошто завршуваме, сосема за крај, значи уште еднаш сакам тоа да те прашам. Мислиш дека ќе успее ВМРО да помени премиерот Мицкоски после овие избори малку да го засили темпото во оној момент на донесување на правдата која што граѓаните ја барат, Убеден сум. особено на нели правда на политичка крв, ја што го Убеден сум, нарекувам. убеден сум. Не велам нели автобус да се истовари пресутел, тоа е парадигма некоја нели, но дека бараме да видиме дека некој мора да одговара за сите овие бедоти што ни се случува затоа што гледаме 20-та каде живее. Убеден сум дека ќе е тоа така, бидејќи ако јас и ти сме дошле до тој заклучок, премиерот дошол до тој заклучок многу порано, нели? И Не знаеме, тоа имајќи ти ги- си во комуникација со него, тоа не знам. не? Но и ова уште еднаш да повториме, мислам дека мора да биде и тема наскоро кај сите медиуми, ова што го објави ИРЛ во однос на затајувањето, намерно или ненамерно, или јас не тврдам дека е злонамерно чувано Мислиш во да се фиоки. скрило негде каде? Но знаеш како се ти одиш со папка, не знам се ги видел ти обвинителски папки И со да летне големи еден клан. лист вака? Туп. Не може да ти падне, па може да ти падне имат оние плочки што се доле измеѓу негде, па ти да не го видиш и се може да се случи. Темата да не е веруваш. претрагична дури и да бидеме цинични, саркастични кон обвинителството. Види, трагичноста е страшна. Ја не знам како ќе ги погледам сега после ова, затоа што пак ќе ти речем, јас и ти не можеме да цениме каузалност на целата приказка, но можеме да цениме како еден релевантен извор кој што би можел, нели, доколку се притисне на соодветен начин, да даде информации кои што ќе го ја прошира целата истрага. На крај на денот тие истите опозиција за која што зборуваше, тврдеа дека ВМРО ДПМН ги крие, сега испаѓа малце поинаку, затоа што гони јавното обвинителство. МВР е да. орган кој што дава асистенција во Така приказната, а гонители кои што Точно. гонат се обвинителството. Така е. И се ако тој што гони прикривал намерно ненамерно, тоа што треба да се прашаме дали сме ние конечно дојдено во момент да ја затвориме продавницата и да видиме кој ќе отвори и кој ќе отвори Да го новиот. голтаме клучот. Да, страшно. Страшно е и мора да има мора да има деливери на тоа поле, бидејќи немањето доверба во постоење на желба за правда ти ја урива вербата во државата. И кога немаш верба ти во државата, све е на продај. Или ќе си заминеш, или ти станува сеедно и така пропаѓаат Знаеш како, добри не прикази. сакам на крај еден пријател што кажа на крај во државата после 5-10 години ќе остана само ние неспособните пензионерите. Сите други кои што малце знаат се способни, имаат вештини ќе се заминат. Види, Македонија е многу убава држава. Ама ако Македонија таа убавата држава, односно тие што ја водат и тие што ја управуваат не ни дават фидбек да се чувствуваме луѓе од прв ред, а не луѓе кои што немаат ред. И сето тоа е важно. Знаеш што, кога имаш прав човек на право место, тој што ја води работата, тогаш ќе се гледаат резултати. Само така, ние инаку поинаку не. Точно така. Али никако да седиме и како медиуми да седиме да го замаскируваме секој неуспех на било која влада. Не, ама зошто? Значи, мораме да бидеме јасни и гласни, но и отворено. Неуспехот на владата е наш неуспех. Наше Успех е успех. Така е. Тоа е тоа. Така е. Ти благодарам за гостувањето. Имаш нешто што сакаш да ти ме прашаш? Пак е нешто валјда со Вилма поврзано, така да ајде после. Ништо Јас може сега на камера се шегувам. Ова прашање е Франкова прашање. Не Ќе праша прашам- дали прикривала докази намерно или ненамерно. Буквално ќе прашам Да, така. прашаш. Еве ќе прашам, Еве. ќе го пуштам видеото за да види дека него Да, ја важно, прашаме важно. него во Дали твоја намерно или ненамерно криела докази во случајот за 27 април. И мислиш дека голема вина отпаѓа за 27 април кај Вилма? Мислам дека кога ќе излезе вистината на Виделина, Вилма треба да оди во затвор. Вилма е таа што гони, нели? И Пак ќе се Кацарска. вратиме. И Кацарска, Кацарска извини, суди, и Кацарска. ама Кацарска суди според доказите, сака? нели?
Не можам да зборувам. Ама види, така Не викаат можам да нормите, нели зборувам. правните норми викаат. Не можам да Оваа суди зборувам. според Не можам да зборувам за некои работи кои ги знам. И уште за да едно не прашање наштетам состема, на пошто постапката. многу минем рекол, да не ме сватиш само погрешно. Слободно, што сакаш. Зошто не го искористи правниот момент како што Дурловски го искористи да не ја прифатиш аболицијата, тој амнестијата се извинувам, и да останеш до крајот на судскиот процес. Затоа што моја правична Се извинувам што го прашам, Нема затоа сепак проблем. ова е доста интимно Ама зошто? прашање. Ако Моја правилна проценка беше дека, на пример, за Игор не може ништо, за него немаше ни запирка во ја пеел химната. А кај тебе? Кај мене имаше дел од говорот, од почетокот на говорот, кој што ставен во таков контекст за Вилма беше тероризам. Пази, вербален деликт, акт тероризам. на тероризам. И мене ми стана јасно дека дури ни беа упатувани и шарети пред да почне судењето, дека јас и Борис 8, 10, 12 години затвор дека ќе добием. И за мене немав јас дилема дека за невиниот единствена правда е слободата и дека ова не е процес во кој што ние ќе се докажуваме според аргументи и докази. Значи тоа беше најпрагматично решение во тој момент, така. Бидејќи, да, јас сметам дека сум покорисен од слобода да се борам за вистината за луѓето, отколку да ни крив ни должен, како што се и тие ни криви ни должни за делото за кое се гонат, да лежам затвор за некој, не знам, на Facebook да е задоволен, да рече, браво, браво. Нале што и затоа ги стинкари ли она што Марко ти го кажа во песната твоите браќа? Немој ми на муку стаја сега. Не, сериозно те прашувам тоа што знаеш како тоа е сериозно обвинување дека ти си ги циграл, дека ти си ги смислил да лежат во затвора, ти си на слобода. Тоа може само ретардиран човек да го каже. Ретардиран човек. За сладкаристика сметаш дека е ретардиран. Сметам дека секој што ќе го каже тоа е ретардиран. Сладкаристика и Марко е ретардиран. Тоа сакаш да ми кажеш? Сакам да кажам дека секој човек кој што за мене ќе каже дека јас некого сум наместил е ретардиран. Ќе ти кажам и зошто. А после дали е злонамерен или не. Затоа што за какво не е смешно. За какво? Те смееш од мака, така? Се разбира дека да. Знаеш, некои работи се толку апсурдни што човек не знае од кај да тргне како сликата дали Силјановска со восочна фигура се сликал. Од кај да тргне зашто ти да објаснуваш нешто што е бунило воопшто да помислиш да го објаснуваш? Не, обвинителство самиот тој што го објави си се повлече после Жерновски. Обвинителство ме држеше во притвор 2 месеци без да се видам со обвинител. Значи некои луѓе претходно ги викале на искази и така натака. Јас бев од оние, го фрлив и го заборавив. После 2 месеци ме викна, не беше Вилма, беше комшијата, не мој физички, него стружен, се мислам Наум Пановски. Добро. Ми зема исказ, тоа е тоа. После месец дена излеговме една група, меѓу кои што беше и Владо Јовановски, Борис, да, тогаш излезе и Борис, Јане Ченто и така натака, и бевме во куќен притвор уште 10 месеци. Во текот на тие 10 месеци јас пак не се видов со никој. Нити некој ме викнал да ми нуди некакви дилови. Веројатно знаеле дека нема што да бараат од мене, бидејќи јас немам што да понудам, нити нема што да дадеш. Немам што да дадам. И такви муабети, тој не знам како јас некого би можел да наместам. На крај на денот, Иван, јас не трзам толку многу на тоа се помалку и помалку, да не кажам минимален дел од луѓето кои што прават такви коментари. Знаеш, со Митко Чавков се видовме пред 2-3 месеци. Каков е неговиот статус? Мислам дека е веќе вратен назад, беше на отпуст некаков од 2-3 месеци поради лекување. Бидејќи за жал пола луѓето се испоразболеа, на пола фамилиите им се растурија и затоа скокам кога ќе ги слушнам имињата Вилма Кацарска или некој, да не употребам термин како прилепска наивачка група, но кој ќе земе ради естрада и ради што не знам, не вклучил мозок 2% и ќе земе да злоупотребува луѓе кои што во уста првпат ги става кога ги става во песна, а дури ние бевме по притвори си го сунчал на грчка плажа. Било која плажа, се, нели, пееше песни, не сакам да сменим име, ама сакам да лежам на плажата ваму таму. За твоја информација, тој е човекот кој што работеше со бугарите во еден интересен проект. Не само One Love, него имаше бугарскиот идол, требаше се емитува на Канал 5 и тој доаѓаше и онака дебело и сочно ја буткаше каузата на бугарите во Македонија и нормално тоа не беше дозволено од Канал. Стварно? Да ти кажам јас. Не сум зачуден.
при што водителите што требало го водат и долу, знаеш дека тоа се ДБ експозитори, така. Не ми кажува дечкото кој што дојде со него, сега го гледам случајно и се појави на некој подкаст, мекаш да чуеш што зборува за Македонија. А Митко И многу Чавков, сум да те среќен што вратам. тоа него дозволивме. Да те вратам на Митко Чавков, зашто го спомнав. И договаравме да кога ќе подобен погоден момент да, нели, дојде во емисија кај мене, како, нели, јас сум сметам за најповикан за да зборуваме за некои работи, бидејќи, нели, сме поминале цело судење заедно и така натака. И викам, Мите, никој не слушнал ништо од тебе. Вика, абе, ќе примам голови. Уште. Ќе трпам, ќе примам голови, се дори не дојде еден ден и ќе ги ставам јако пачките, ќе излезе вистината. Така да, и во однос на тоа ги шитна другарите, мене знаеш што ми е важно, што сите луѓе за кои што овие се зналци и знаат, еве сега бев во Прилеп пред некој ден, се видов со Јане Ченто, со Ќосето се слушаме, Вили додуша одамна го немам слушнато, ама знам дека е добар, со Митко Чавков те викам се видов, Младен Додевски исто наскоро треба некој отпуст да добие и сум многу среќен поради тоа. Така да јас сум во контакт со сите тие што јас сум ги исцинкарил, бидејќи тие исто го знаат сиот тој булшит, но нити јас не очекувам од нив да речат еј луѓе прстот на чело, дури еден од нив се понуди на сладкар да му одговори, реков те молам нема зошто. Ќе испадне дека јас сум те молел, терал нешто да ме браниш. Нема зошто да е тоа така. Но и на своја рака Ќосето мислам имаше некоја реакција. Ќе примаме голови дори треба, вистината еден ден ќе излезе и нема да се засрамат тие луѓе што сега го прават тоа. Не очекувам да се засрамат. Тој што има ѓон образ, тој што верува дека претседателка се слика со водсошна фигура, ќе го верува тоа. Мене совеста ми е мирна и денес, ми беше и кога лежев во шутка, ќе ми биде и утре. Само сакам луѓето што побрзо да излетат, бидејќи не заслужуваат ни промил од она што им се направи. Не очекував ваква канонада на гнев која што излезе од твојата уста, претпоставам дека и срцето и душата тука работеа. Се извинувам ако јас тоа го генерирав, али сакав да те прашав и мора да те прашам. Нема никаков проблем. Претпоставам дека одамна ти си сватил што значи емпатија, што значи емоција, дека тоа е нешто што или го имаш или го немаш. Така е. Ти благодарам за гостувањето. Ти посакувам успех на локалните избори, пошто нели реков ти си. Сега немој вака да се ти си Не, кај сум кандидиран сега да разбереш. Ама нема врска, ти си сега немој Јас сум голем фан и на Пеца Кодохрит и на Орце Георгиевски и стварно едва и чекам да преземе палка во Скопје и да го видиме она што кажавме преска на дело, дека кога имаш првиот кога е Ербап, работите се движат. Мислам дека ќе почекаме за него втор круг како што ги гледам анкетите, може, поради два албански кандидати, ама неизбежно е. Али мислам дека би требало да добиеме после барем човек кој што ќе знае дека не е убаво да одиме по улици и да рипаме преку кеси со ѓубре. Мислам дека тоа за 2 месеца ќе стане нормално минато и ќе гледаме кон други работи. Ти благодарам многу. Фала на приликата. Ти благодарам многу. Тоа беше Богдан Илиевски, наредната недела како што ви кажав. Ќе се видиме, ќе се дружиме со господинот Срѓан Керим, а потоа здравје очекувам Вилма Русковска овдека, а после изборите имам еден интересен гостин кој што се надам заедно ќе ги коментираме резултативе што било и како било. Ова што ви го кажав и во текот на емисијата, стојам за тоа дека сметам дека господинот Лјупчо Коцевски дека би требало, ако малку држи до себе, до својата човечка етика и ако неговиот морален хоризонт не е воопшто замрачен, дека би требало да си даде оставка после ова што го направија колегите, што го обзнанија од ИРЛ. А ако не, тогаш си има совет на обвинители, мислам дека тие ќе треба да седнат денес, утре, задутре во најкус период и да ги разгледаат овие моменти кои што во најмала рака го уриваат и онака нискиот рейтинг што го има судско-обвинителската власт. Останете ми добро со Канал 5, со програмата на нашата телевизија, се гледаме наредниот понеделник. Пријатно.